Еве само да укажам на неколку причини, причини што стојат зад овој амандман. Прво, да ги подсетам сите пратеници на Законот за собранието, во чиј член 40 стои дека службата на собранието врши стручни, административни и други работи за потребите на собранието, на председателот на собранието, на работните тела и на пратениците и на ова работно тело, стручни, административни и други работи за потребите на Комитетот за односи меѓу заедниците и за другите тела на собранието. Што сакам да напоменам? Кога ова собрание, како сите парламенти во ЕУ и во Европа, би имало синдикат, ама е единственото што нема синдикат, тогаш би имало протест и штрајк. Меѓутоа го нема. Затоа јас мислев дека ние, како некои кои беа обвинети за енормно зголемување на платите, мора да помислиме дека кога штрајкува судската администрација, тоа не е случајно, и дека за да имаме квалитетна логистичка поддршка, треба да имаме и задоволна администрација овде. Тоа не е така и само да укажам на неколку факти зошто оваа администрација заслужува поинаков третман. Денеска овде честопати се повикуваме на материјалите на буџетската канцеларија со право. Да подсетам, најдобрите вработени во администрацијата си заминуваат од овој парламент. Неколку брилјантни вработени во парламентарниот институт си заминаа. Си заминуваат и други. Јас верувам дека ова администрација овде постојано во отсуство на календар како да работи во специјални услови. Мислам дека ние пратениците мора да сме свесни за тоа. Значи работи во високо неизвестна и кризна состојба. Еве зошто е тоа така. Прво, и затоа треба да има посебен статус. Значи, вработените овде остануваат со нас понекогаш до утро. Вработените овде немаат посебни гаранции за рамнотежа меѓу нивниот приватен и јавен живот. Вработените овде работат и во сабота и во недела. Асистентите, секретарките, ги гледам посебно, морам да акцентирам, дека никаде нема такво оптоварување како во службата за преводи во ова собрание. Луѓето просто треба да се трансформираат во роботи. Постојано преведуваат. Немаат никаков одмор, значи мислам на нив. Да подсетам, ова е единствениот парламент во светот во кој што не е регистриран политички мобинг. Не верувам дека немало. Сведоци бевме на мобинг врз администрацијата од страна на председателот на собранието. Никакви санкции немаше тоа. Значи, како може луѓе ние да не знаеме дека на вистина овие луѓе зад мене, пред мене и по канцелариите на вистина имаат посебни оптоварувања и затоа имаат посебен статус. Не само по законот за собранието. Во сите земји имаат посебен статус. Токму поради тоа што ако се логистичка поддршка на пратениците, тие се најважната карика во предлагањето на амандманите, во компаративните студии, во помошта кога треба да организираме дебати, расправи, надзорни расправи, обични расправи.
Тоа треба да го вреднуваме. Кој ако не ние? Значи, не може да има квалитетна работа на парламентот, на пратениците и на сите служби што ви ги набројав, ако нема правилно вреднување на трудот на вработените во парламентот. Секаде се вели дека парламентарната администрација е една од најквалитетните и дека сите во администрацијата треба да имаат бели крагни. Знаете зошто? Зашто треба да влегуваат по принципот на стручност и компетентност, ама дека во парламентите крагните треба да бидат најбели. Воспротивно, ке може да вирее тезата дека во парламентот се влегува не врз основа на стручност и компетентност, во што јас не верувам, туку врз основа на партиска и политичка блискост. И така велат оние што заминуваат, дека нема напредување овде, дека нема грижа за развој, дека нема можности за тренинг, дека нема можности, значи, за квалитетен развој, и затоа, можеби, што ќе се стимулира? Партизација, политизација и послушност. Значи, јас ве молам да отвориме простор за неутрална, стручна и компетентна собраниска администрација во каква припаѓаат најголемиот дел од вработените со кои што сум имала контакт. И дека нашиот квалитет е тесно врзан за нивниот квалитет. За жал, на крајот ќе бидам цинична. Единствено овде, што можеби не е оптеретено со ДДВ, или за кое не важи ДДВ, е можеби што? Бифето, ресторанот во овој парламент. Да, најниски се цените веројатно за сите, ама тоа не ни служи на чест. И второ, го гледам заменик министерот пред мене и се чудам како може во демократска држава и правна држава во парламентот да не добивате фискални сметки. Тоа е навистина за големо прашање и дилема. Може би нема ДДВ за услугите овде. Изгледа тоа е главното прашање. Но повторувам, ве молам да се свртиме кон оние со кои го делиме денот и од кои ни зависи квалитетната или неквалитетната работа. Да не ги бркаме најдобрите, да ги задржиме овде, бидејќи овие 10% за администрација парламентарна, која секаде во ЕУ и во Европа има посебен статус покрај судската администрација, за да може да ги инспирираме, за да може да бидат уште попосветени и за да може навистина да соработуваат со нас за најважните прашања. Благодарам. Благодарам, почитувана професор.